Трамп повторно го привлекува вниманието на криптозаедницата. Денес зборуваме за новата мобилна игра Trump Billionaires Club и за тоа кој ќе го наследи претседателското место во Federal Reserve. Новата мобилна игра Trump Billionaires Club ќе биде достапна на Apple Store на 13 декември. Играчите ќе користат Trump Coin, крипто или готовина за да финансираат сметка и да собираат виртуелни NFT статуетки и значки. Демото на играта прикажува дигитален Нью Йорк и Monopoly Style Table, каде играчите користат кости за движење и заработуваат средства за активности и градежни проекти. Пред лансирањето, играчите можат да учествуваат во airdrop на Trump токени преку отварање на сметка, држење на Trump Coin и референци на нови корисници. Дисклеймер, играта не е дизајнирана или поддржана од Доналд Трамп или негови бизниси, а NFT-то се за забава, не за инвестирање. Trump меме коинот веќе изгуби 92% од максималната вредност, но по објавата на играта виде благо зголемување од 3,4% во последните 24 часа. Демократски законодавци го следат проектот и бараат истрага од регулаторите за финансии и етичкиот одбор на владата. Додека Трамп го проширува влијанието на своето име преку крипто забава, финансиските пазари внимателно следат кој ќе го наследи претседателското место во Federal Reserve. Трамп започнува интервјуа со кандидатите за нов претседател. Представени се четворица кандидати: Кевин Хасет, кој е фаворит, Кевин Варш, Кристофер Волер и Мишел Боуман. Интервјуата се очекува да завршат пред јануари, а изборот на новиот претседател ќе влијае на финансиските и криптопазарите. Кевин Хасет најавува дека ќе постапува аполитички, користејќи собствено судење, но со доверба од Трамп. Играчите и инвеститорите следат две големи движења: Трамп играта, која може да го оживее Trump Coin, и интересот за криптова забава, додека изборот на нов Фед претседател носи макроекономска неизвестност и потенцијален импакт врз криптопазарите. Следете ги најновите случувања и реакциите на пазарите. И секако, не заборавајте да кликнете лайк и да се претплатите на нашиот канал.